Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва во неа гостува министерот за правда Бојан Маричич. Груевски, тогашниот премиер, ги вика на координативен состанок Зврлевски и Панчевски. Зврлевски е државен обвинител, Панчевски е председател на Кривичен суд, да се договорат како да го апсат за пуч на државата Зоран Заев. Вие сте опозиционер. И како ќе реагирате на таква предпоставена Ова е суштински различна ситуација. Зошто? Суштински различна ситуација. Овде се разговара за бегство на човекот кој неколку дена подоцна му беше веќе изречена казна затвор 12 години. Значи не зборуваме за монтиран случај, зашто е проблем за луѓе за кои што долги години се зборуваше дека се проблем производ на заробената држава во судството, кои што биле дел од меѓународни извештаи, постапки во кои што тоа ќе се докаже, а не да бидат разрешувани за несуштински пропусти. Ма не се несуштински пропусти. Зошто како вие оценивте дека е тоа несуштински пропуст? Лаличич и Неделкова зашто се разрешени? Јас колку што знам. Затоа што биле дел од заробената држава? Не, затоа што направиле повреда во постапката. Останете на Алсат, интервјуто со министерот за правда почнува по кратка пауза. Ако ја гледавте генералната најава, знаете дека вечерва ваш и наш гостин е министерот за правда Бојан Маричич. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. На сите агенди и стратегии што ги промовирате во последно време, кои, нели, како велите, треба да ја донесат Европа дома, се случува настан на кој премиерот, а вие стоите зад него, вели јас координирав со акцијата по која Сашо Мјалков беше принуден да се пријави во обвинителството. И при тоа, кога мисли на координација, премиерот не мисли само на владините институции, туку мисли на јавното обвинителство и на судот. Моето прашање би било на каков начин се поврзани овие агенди за Европа дома и наредби од премиер до обвинители и судии. Сам дека немало никакви наредби, најпрво би го коментирал ова со координацијата кај премиерот, а потоа ќе ги коментирам и агендата Европа дома и мислам дека по мене се тесно поврзани двете работи. Прво, ние не треба да заборавиме дека имавме еден крупен случај на можно потенцијално бегство на еден од најистакнатите луѓе кои што беа внесени во или беа дел од оние случаи на СЈО. Особено бидејќи повод за бегството беше очекуваната пресуда која што следеше за неколку дена во случајот Таргет Тврдина, најголемиот случај од поранешното специјално јавно обвинителство. По укажувањата за бегство, мислам дека три клучни институции се непосредно заинтересирани и засегнати за тоа. Тоа се секако јавното обвинителство, судот, кој што ги изрекува мерките, и извршната власт во делот на полицијата. Мислам дека апсолутно нема ништо спорно овие три институции или три групи на институции да се координираат, да разговараат и да дискутираат кога има некој таков проблем. Че ние имавме ситуација за која што целата јавност се вознемири и која што можеше да значи бегство, трајно бегство или долгорочно бегство на Сашо Мјалков. Еве јас зошто мислам дека може да биде проблем. Затоа што истиот тој суд, истото тоа обвинителство, денес или утре треба да се стави наспроти МВР, наспроти министерот за внатрешни работи, наспроти премиерот. Значи, тој суд, тоа обвинителство, денес, утре, треба евентуално да ги гонат тие луѓе, не да се координираат со нив. Не станува збор за техничко-административна координација, станува збор за координација за конкретен судски предмет. А вие добро знаете, сепак сте не за конкретен судски предмет, не се согласувам. Координацијата беше околу конкретна ситуација за можно бегство на Мјалков. И не знам како мислите дека е возможно да се искоординираат на највисоко ниво
овие институции ако немаат работен состанок на кој што ќе ги споделат информациите и на кој што секој смеат ли воопшто да се координираат? и на кој што секој ама знаете како кога избега Груевски тогаш велеа зошто не се координирале институциите. Не е точно. Како не е точно? Не се бараше каде е дупката во постапувањето. Токму тоа беше една од целите на овој состанок, да се Ајде да утврди каде е предпоставиме дупката. ваква ситуација. И да видиме Имаме како да не се повтори. случај Пуч. Груевски, тогашниот премиер, ги вика на координативен состанок Зврлевски и Панчевски. Зврлевски е државен обвинител, Панчевски е председател на кривичен суд, да се договорат како да го апсат за пуч на државата Зоран Заев. Вие сте опозиционер. И како ќе реагирате на таква Ова е предпоставена суштински ситуација? различна ситуација. Зошто? Суштински различна ситуација. Овде се разговара за бегство на човекот кој неколку дена подоцна му беше веќе изречена казна затвор 12 години. Значи не зборуваме за монтиран случај, значи не беше целта на тој состанок да се монтира случај против било кого, целта беше како да се врати некој кој што е во бегство, Да, некој за кој што целата јавност беше заинтересирана. На тој состанок никој не навлезе во ничии други надлежности, сите ги сподели информациите што ги имаат и кажаа што можат и што планираат да прават во рамките на своите надлежности. Ниту имаше наредба кон судската власт од страна на извршната, ниту обвинителството навлезе во надлежностите на полицијата, ниту било кој во било чии надлежности. Заклучокот на тој состанок беше дека сите ќе направат се во рамките на своите надлежности да се пронајде и да се врати од бегство Сашо Не беше Мелков. таква изјавата на премиерот. Изјавата на премиерот отиде еден чекор понатаму. Тој зборуваше сепак за, како рече, падна наредби, за жолти ленти, за конфискации. Видете, сите можности, затоа велам, падна наредби и падна идеи, што се може да се направи за да навистина се покаже дека државата, институциите направиле се за да го вратат Мелков од бегство. Наредба на МВР за конфискација на имот не може, МВР не може МВР да не направи. не конфискува. Затоа велам, значи не можеме сега ние до детали да откриваме што се дискутирало на тој состанок. Знаеме кој може да даде идеја или наредба за такво нешто. Тоа може да дое само од обвинителството. Како да бидеме сигурни дека утре ова јавно обвинителство и овој суд можат на вистина да бидат независни во евентуална постапка против премиерот Заев? Мислам дека до сега и во последниве неколку години покажале и судот и обвинителството дека немаат проблем. Прво јас конкретно ако ме прашате, јас не гледам причина или основа Не, само зборуваме за предпоставени ситуации. За предпоставени ситуации не мора да зборуваме, може да зборуваме за конкретни ситуации. Мислам дека и судот и обвинителството покажале дека никој не е поштеден. И во случајот Рекет, и во другите случаи, никој кој што бил инволвиран не бил поштеден. Имало и високи функционери на владеачката партија, па не биле поштедени. Имаше поранешна специјална јавна обвинителка, не била поштедена. Мислам дека политичката клима која што наметнува владата е дека никој не може да биде поштеден од законот или пак од тоа што ако има некој кој сгрешил. Меѓутоа исто така не би требало јавноста да го суди тоа, треба да го процесуираат институциите за било што да разговараме. И затоа е битно обвинителството да си работи својата работа, полицијата да работи својата работа и на крај судот да одлучи согласно доказите. Интересно е дека судскиот совет би требало да биде сензибилизиран за овој состанок. За сега нема некаква реакција од таму дека се интересирале евентуално што правил председателот на судот на таков состанок, за што се зборувало, има ли тука елементи евентуално да се разгледува на вистина негова потенцијална одговорност, но гледаме деновиве дека како на брза лента се разрешуваат судии. Јас ќе си дозволам да кажам за едната судика вчера зборуваше за бенигни работи, јас ќе кажам за се чини несуштински пропусти. Да, тоа се суди и чимиња ги слушавме во минатото за ситуации во кои што биле бирани под влијание на извршната власт. Веројатно суделе под влијание на извршната власт, но сега кога ги разрешуваат навистина за несуштински пропусти.
видите дали се суштински или не, треба да кажат членовете на судски совет. Тие имаат јасно утврдена постапка, која што е прецизирана согласно новата законска рамка од 2019 година и согласно која секогаш треба да наведат конкретни причини. Ние веќе немаме разрешувања, како што имаше порано, кај што истите фрази се користеа во сите разрешувања без конкретни примери. Сега, и за вчерашното разрешување, колку што знам, и за сите предходно, беа наведени конкретни чекори. Тоа што може би вам ви се чини несуштинско, не мора да значи дека навистина не е суштинско за членовите на судски совет или за судството и неговата репутација. Затоа јас не би навлегувал во тоа да давам констатација дека се работи за несуштински разрешување. Напротив, мислам дека за да гласаат 11 или 12 членови на судскиот совет треба да имаат добро образложени причини. Верувам дека тие добро образложени причини ги имаат и мислам дека впрочем постои постапка во која што разрешените суди имаат право на жалба и ќе видиме дали ќе се потврди тоа или не. Доколку се потврдат, тоа е единствениот системски начин за разрешување на овие ситуации. При тоа ги спомнавте неколку имиња, мислам дека е голем исчекор тоа самиот факт што имаме 12 разрешени суди од новата законска рамка до денес. Мислам дека е сериозен исчекор што тие постапки кои што за жал долго време, затоа ви рековте по брза лента, не, мислам дека напротив, долго време не биле тие постапки разгледувани од повеќе причини. Дел од тие постапки со години седеле кај судскиот совет. Сега постои клима, расположение и волја врз основа на нивниот интерен план за прочистување да ги разгледаат овие иницијативи и да одлучат. Мислам дека тоа е сериозен начин како да се динамизира судството, како да се зајакне одговорноста, како да се зголеми квалитетот на судството и како да се покачи довербата на јавната довербата на граѓаните во судството. Не смее да заликува на чистка по партиско-политичка линија. Апсолутно не е чистка. По прво, како што реков, судиите ние и многу пати сум кажал, оваа влада на ниту еден начин не ги перцепира судиите како партиски припадници, ниту како наши и ваши, ниту како ВМРО или СДСМ, туку ги гледа единствено како оние кои што се професионални, честни и работат законски и оние кои што не го работат тоа. Ако почнеме да го анализираме составот на судот, нечесно е бидејќи луѓето не се овде сега, но на голем дел од нив ќе им најдеме релации со владеачката структура. Васко, сите добија шанса во претходните 4 години. Ќе најдеме релација и со бизнисмени, ќе најдеме релација и со други партии, различни партии, и тие релации постојат. Меѓутоа, дали тие релации влијаат во нивната работа, тоа е главното прашање. Доколку влијаат и доколку се случуваат повреди во нивната работа, тоа треба да води кон изречени мерки. Мерката може да биде разрешување, може да биде и нешто друго. Ако судскиот совет одлучил така, јас навистина верувам дека имале добра причина. Лошо ќе биде ако продолжи да се создава впечаток за тоа дека овој судски совет почнува да заликува на оној предходниот, кога ја слушавме Александра Зафировска, како и се јавува на секретарката на премиерот, да информира кои судски места се ослободили и ќе бидат огласени. Зборувам за впечаток, да, точно е, но ако продолжи вака да се формира тој впечаток, се плашам да не почне овој судски совет да заликува на тој. Да. Прво, мислам дека најлошо би било судскиот совет да заликува на тело кое што не постапува. Мислам дека е добро што постапуваат и дека е добро што ги разрешуваат ситуациите и представките или предметите што се пред нив. Второ, мислам дека треба секогаш да се покажува неселективност и мислам дека има широк спектар на иницијативи пред судскиот совет кои што на дело можат да покажат дека не се работи за никаква партиска чистка. Но исто така не можам да разберам зошто е проблем за луѓе за кои што долги години се зборуваше дека се проблем производ на заробената држава во судството, кои што биле дел од меѓународни извештаи, постапки во кои што тоа ќе се докаже, а не да бидат разрешувани за несуштински пропусти. Ма не се несуштински пропусти. Зошто како вие оценивте дека е тоа несуштински пропуст? Еве за вчерашното разрешување. Никој не е разрешен затоа што некој влијал евентуално врз некаква пресуда. Беше разрешена судика од Охрид заради тоа што
не одредувајќи притвор, овозможила бегство на Лаличич и Неделкова зашто се разрешени? Јас колку што знам. Затоа што биле дел од заробената држава? Не, затоа што направиле повреда во постапката. Но како символи на едно време ќе се согласиме дека Ама не може така одстрел да се прави на Ама луѓе. каков одстрел ве молам? Зареме не суштински да казните вие адвокат за изречена мисла надвор од судница на Facebook? Зошто би? На крај имало апелационен суд, ја укинал казната, таа не е ни реализирана и судиката сега е разрешена. Тоа е сторена повреда, така велат судиите од судскиот совет. Сега вие дали настапуваме како адвокат на некој од судиите или не? Не, само јавно ги отворам дилемите кои што ете и кај мене се присутни, а претпоставам и кај дел од јавноста. И видете, драго ми е што има дилеми, меѓутоа јас сум убеден дека судскиот совет работи во вистинска насока, се додека има основа за секоја постапка. Во никој случај нема никогаш да дадеме поддршка, ниту е тоа во ред со нашиот систем, да се носат одлуки врз основа на непостоечки докази или непостоечки ситуации. Монтирани случаи, политички разрешувања не постојат во моментот. Она што постои е одлучување за секој случај поединечно. Секој судија добил шанса во оваа држава, особено во последните 4 години. И со Европската унија сме го дискутирале, и со Соединетите Американски држави сме го дискутирале. Доволно простор им беше дадено на судиите и на обвинителите, без разлика кога биле избрани, да ја покажат својата професионалност. Меѓутоа, од друга страна, ако судскиот совет во повеќе фазна постапка донел таква одлука и доколку Врховниот суд во некоја фаза ја потврди, јас мислам дека треба да имаме доверба. Се согласувам дека можеби треба да следуваат и по-брзи или по-темелни разгледувања на работата на определени судови. Еве се отворија прашање за повеќе судови низ државата, меѓутоа мислам дека со планот за интерниот план за проверка на работата на судовите, судиите и председателите на судови, навистина ќе се зголеми квалитетот на работата и секој суд ќе си превземе свој дел од одговорноста за ефикасноста, за навремено решавање на случаите, за недозволување на застарување и за праведно судење. Случаите на СЈ ја остануваат во фокусот разбирливо не само преку случајот Таргет Тврдина, серија други предмети или се пресудени, или се во завршница, или допрва, таму во теке главната расправа. Сите се свесни дека тоа што ќе го кажат нашите судови овде може и да не биде крајниот збор, затоа што дел од веќе осудените, обвинети, аплицираа пред Европскиот суд за човекови права во Страсбур и при тоа се повикуваат на помилувањето од тогашниот председател Ѓорѓе Иванов. Судот се обрати до владата, владата рече дека нема намера да се спогодува со тие лица, но сега на барање на владата е продолжен рокот за одговор. Зошто не стигнавте до 18 декември, мислам дека имавте прв рок, така? Рокот беше до 11 март. Добро. Ние побаравме до вчера заради обемноста на материјалите, значи се работи за илјадници документи, се работи за голем број на случаи и постапки, дел од нив се во тек, дел од нив се завршени. И мислам дека преобемен беа апликациите, за да можеме да одговориме во тој рок. Побаравме и добивме одлагање до 11 јуни. 11 јуни. Кој работи на одговорот, господине Маричич? Работат тим и на домашни, и на странски експерти и пред се нормално целиот процес го координира бирото за застапување. Во текст во која насока ќе оди одбраната, односно образложението на владата? Во тек сум толку колку што треба да бидам во тек и колку што може во оваа фаза. Главната стратегија и насока ја дава бирото за застапување, кое што има надлежност за тоа. И секако дека пред да отиде одговорот ќе имам можност да го погледнам. Не можам да коментирам затоа што мислам дека се уште сме во фаза на развивање на аргументација и развивање на нашата стратегија. Генерално е развиена стратегијата, но се работи на
зајакнување на аргументацијата, докази и така натаму. Имаше забелешки од делот одбраната, мислам дека на дел од овие осудени и обвинети лица кои што аплицирале во Страсбур за тоа дека владата не потребно само го одолговлекува овој процес, затоа што веројатно тешко е да најде аргументи па побара одлагање на процесот. Јас ве уверувам дека ова е еден од покрупните случаи кои што ќе се најде пред Европскиот суд за човекови права во последно време и сите оние кои што се експерти во областа го кажуваат на тоа, така што далеко од тоа дека ние го одолговлекуваме заради тоа што немаме аргументи, напротив, мислам дека е доволно специфичен случајот, дури и за да речам за оној поголем пленум на Европскиот суд за човекови права да одлучува директно. Така што мислам дека се тоа, јас ги разбирам и апликантите имаат своји интереси, мислат дека е ова една инстанца која што може да им помогне. Ние сме таму да ги соочиме аргументите. Јас мислам дека моја должност и должност на владата е да извлече максимум во аргументацијата, особено затоа што мислам дека се работи за одбрана на владење на правото, на правната држава и на одговорноста, и така што ние ќе ги искористиме сите можности за да го зајакнеме нашата страна од случајот и за да што подобро ја представиме одбраната на државата и не гледам ништо спорно во тоа. Го пишувате ли веќе одговорот на интерпелацијата што ја иницираше опозицијата? Според последните информации, за неа треба да се расправа од сега за околу 2 недели. Не, на 23 март ќе се најдат како точки на дневен ред. Тоа е најавата од собранието. Јас се честувам редовно на оние координации во собранието како представник на владата и затоа ги знам од прилика тие информации. 23 март ќе бидат ставени како точки на дневен ред, меѓутоа кога ќе дојдат на дискусија, тоа зависи, мислам дека од некој вид на договор со опозицијата, бидејќи обично се договараат тие работи каде што има интерес опозицијата. Ќе таргува мнозинството со опозицијата околу обезбедување кворум за некој закон или поддршка со опозицијата за тоа кога овие точки ќе се најдат на дневен ред? Секој отворен диалог во собранието е добре дојден и мислам дека треба да го има. Дали тоа ќе го наречете тргување или не знам. Јас сум спремен во секој момент да отидам на интерпелација, иако мислам ги погледнав на водите, тимот на Министерството за правда работи интензивно на составување на одговорите, концептот е јасен, правецот е јасен, тие обвинувања и укажувања по мене се апсурдни, меѓутоа право е на опозицијата во секој момент да достави интерпелација, иако мислам дека после гласањето на доверба на владата кое што се случи неодамна, дека нема многу смисла, но право е на опозицијата и јас ќе ги искористам максимално моето време и можностите во собранието да ги соочиме аргументите и да представам што сум направил во овие 6 месеци. Го споменавте гласањето доверба на владата, 62 гласа за, но веќе следниот ден повторно немаше кворум за да може да се гласаат законите. Некако личи дека многу тешко оди оваа работа со парламентот и вие како ресор имате одредени законски измени кои што ви се таму допрва ќе одат, ќе имате интерес да се донесат, но некако некоја статистика гледав, јануари и февруари се донесени само 3 закони. Видете, тешко оди секогаш кога имате крупен фактор во собранието кој што блокира. Тоа е во случајот опозицијата. Ако поднесува илјадници амандмани на секој или на секој втор закон, ако намерно не ги свикува комисиите во собранието таму каде што председаваат представниците на опозицијата, ако одбива диалог за онлайн седници, а веќе целиот свет, парламентите во целиот свет работат по онлайн принцип, тие го одбиваат само за да блокираат, секако дека оди тешко. Тоа се легални алатки. Тоа не се алатки кои што тие ги измислуваат или нелегално ги користат, им постојат на располагање. Не се разбира, меѓутоа кажете ми која по мене е тоа злоупотреба на легалните алатки. Ако поднесете 5000 амандмани кои што немаат никаква врска со текстот, туку се точки, запирки, датуми, целта е јасна. Тоа ви е дел од политичка стратегија за блокирање. Јас мислам дека е тоа изигрување на довербата на граѓаните. Ако граѓаните дале доверба на собранието да носи закони, да решава проблеми, да излегува во пресрет на потребите на граѓаните, а опозицијата тоа го користи за да може лидерот на опозицијата да докаже дека парламентот не функционира, мислам дека тука нема ништо со јавниот интерес и има исклучиво со личниот и партиски интерес.
Многу пати во собранието се отворил диалог, постои сега преку Жан Моне алатката, меѓутоа за ова треба да зборат парламентарците. Она што јас можам да го кажам како министер и како член на владата, работите ќе одат споро, се разбира, ние ќе подаваме рака, меѓутоа во определен момент ќе треба да се најде некое решение. Решението ќе треба да го предложи собранието, председателот на собранието со координаторите на пратеничките групи, за да може да профункционира собранието во полна пареја. Мислам дека ако се сите разумни и ако се сите добронамерни, ќе се најде решение. Не е проблем и порано имало филибастеринг или ова масовно поднесување на амандмани, меѓутоа било користено по исклучок. Било користено само за крупни прашања за кои што некој имал политички интерес. Сега тоа се користи како редовна пракса на секој закон, илјадници амандмани. Не можам да го разберам тоа и не мислам дека е валидна политичка стратегија во интерес на граѓаните. Имате став како министер за правда за изјавата на премиерот во која што спомена идеја за широка влада, но ми се чини дека малку и погрешно беше разбрана, потоа и интерпретирана и толкувана во јавноста, тоа како да беше повеќе повик за евентуални промени внатре во ВМРО ДПМНЕ, отколку и ставање на маса на идеја за широка влада. Видете, секоја идеја која што може долгорочно или среднорочно да придонесе за стабилност на државата и за отворање на некои процеси е добредојдена за разговор и размислување. Мислам дека на сите им е јасно дека во моментов нема услови за реализација на таа идеја, бидејќи и премиерот сам кажа дека додека е Мицковски лидер на ВМРО ДПМН, тоа е сосема неизводливо, а би разговарале понатаму после наредните избори и така натаму. Мислам дека е валидно и вредно да се отвараат идеи за дискусија. Мислам дека нашиот политички простор премалку дискутира суштински теми, а премногу се базира на меѓусебни напади и поларизација. Поларизацијата е нормален дел на демократијата, меѓутоа мислам дека кај нас веќе и на граѓаните им е досадено од постојани препукувања, секојдневни пресконференции и соопштенија, кои што само ја подгреваат атмосферата, а не водат кон ништо добро. Ова можеби би требало да го комуницирате и со делот владиниот пиар тим, со партискиот пиар тим, бидејќи не е дека СДСМ користи реторика и речник кој што оди контра поларизацијата или во обид да се стиша и да се смири. Бидејќи, знаете, од двете страни се храни поларизацијата. И речникот кој што го читаме и го слушаме на пресконференциите и на владата, и на СДСМ, и во соопштенијата не е воопшто битно различен од тој на мислам дека ДПМН. далеко е попристоен и поаргументиран речникот на СДСМ и на владата, меѓутоа пак ќе кажам, тоа трае со години, тоа не е од сега и тој степен на поларизација со вербални напади, мислам дека повеќето или еден добар дел од граѓаните не им се допаѓа, но токму затоа и СДСМ отвара суштинска дискусија и за оваа идеја што пласираше премиерот, и за директен избор на лидер во партијата, и за поинакви мислења, тоа и премиерот го спомна. Мислам дека секогаш СДСМ во оваа смисла е чекор, минимум еден чекор, мислам и повеќе од ВМРО ДПМН за градење на еден поинаков диалог. Две теми се во моментот исто така актуелни, а се поврзани со вашиот ресор. Едната е обврската која што произлегува од изборниот законник за гласање со отисок од прстот на локалните избори, а втората е тековниот попис на граѓаните. Еве прво за пописот. Дали мислите дека има простор да се размислува за одлагање? Не сте министер за здравство, не сте дел од комисија за заразни болести, но велам законот произлезе од вашиот ресор. Мислам дека дилемата за одлагање веќе се отклони и треба да се изведе пописот. Тој започна веќе за диаспората и за определени категории на граѓани, а од 1 април ќе започне за сите. Мислам дека продолжи овој тренд на растање на бројот на заболени, ако продолжи или се влоши, ќе ја чекаме препораката од Комисијата за заразни болести и од Министерството за здравство дека има основа за такво нешто. До тогаш ние заедно со Државниот завод за статистика ги замоливме и тие изработија протокол за спроведување на пописот по критериуми
соодветни на пандемијата и мислам дека може да се изведе пописот и брзо и ефикасно и безбедно доколку затоа и ќе има повеќе дневна обука на попишувачите, затоа и ќе има таблети, а нема да пишуваат со хартија, значи за да оди се побрзо, подинамично и со помалку потреба од физички контакт. Мислам дека ќе се спроведе како што треба, мислам дека тимовите од околу 6000 попишувачи се подготвуваат веќе. Секој одлагање може само да ја враќа политизацијата на пописот. Јас мислам дека сите политички партии ја сватија важноста на пописот, освен можеби левица, и дека сите ќе придонесат кон тоа граѓаните да се попишат, да имаме реална слика. Што се вашите информации, што се случува во диаспората? Дали има, да речам, делови од диаспората кои што бойкотираат? Па видете, не можеме да кажеме бидејќи се уште тече. Ќе видиме до крајот, до 31 март колку мина и дали во каква структура. насетувања, велам, Меѓутоа дека е тешко. Има дел од диаспората, етничка македонска диаспора која што повикува на бойкот, има дел од диаспората која што повикува да се попишат. Мислам дека другите заедници се едногласни дека треба да се попишат и дека и албанската и другите заедници се попишуваат. Јас верувам дека ќе добиеме некоја реална слика, зашто тоа е целта, да се попишат сите, за да се добие вистинска слика, за да не страда ниту диаспората во рамките на бројките кои што ги имаме на попишани луѓе, ниту пак било кој град или населено место во државата. Еднаш, па дури и преку ваша изјава го актуализиравме прашањето за тоа која бројка ќе биде релевантна. Дали таа на вкупното попишано население, вклучувајќи ги резидентите овде и диаспората? Релевантна за што? Да. Релевантна за правата кои што произлегуваат од процентуалната застапеност на јазик што се зборува, на жители во државата, во определена општина и така натаму. Дали процентот на оние што ќе бидат резиденти или процентот на вкупното население, односно на државјаните. На државјаните, да. Дефинитивно ќе биде релевантно на државјаните. И дури и во општините? За сите, значи секој не за општините не можам да кажам сега, тоа треба да видиме со Завод за статистика, меѓутоа во целина, во делот на јазикот, во целина апсолутно ќе важат државјаните, тука нема дилеми. А соодветна и припадност? Како? Соодветна правична застапеност, да. Па секако тие бројки ќе бидат релевантни за правичната застапеност во институциите. Добро. Дали на локалните ќе се гласа со отисок од прст? Нашата намера е тоа да се случи. Значи имаме и нешто што е ставено во законот, одредба ставена во законот за ваков систем, меѓутоа сме виделе често дека одредбите не се доволни сами по себе, тие треба да се операционализираат. Една работната група пред се на Државната изборна комисија заедно со Министерството за правда состави спецификација по извршени консултации со МВР, состави детални норми поврзани со реализација на оваа идеја за отпечаток со прст. Има една спорна точка која што се уште не е расчистена. Јас верувам дека идната недела ќе ја расчистиме. А тоа е која ќе биде алтернативата за оние избирачки места каде што нема да може да се употребат времено или цел ден на гласањето машините за отпечаток од прст. Дали да се сопре гласањето па да се повтори или пак да има алтернатива за со прскање спреј. Во случај кога ќе се појават проблеми. Да, за тоа збориме. Инаку нема дилеми околу тоа дека треба отпечаток на прст. Она што јас и вчера во една изјава го кажав, она што е битно за јавноста. Мислам дека не е дилемата дали да го има или да го нема. Дилемата е дали со сите чекори неопходни и по препорака на меѓународните експерти на ИФЕС и други организации, дали ќе успееме до локалните избори да ги реализираме сите чекори, вклучувајќи го и пилотирањето на системот, за да сме сигурни дека на денот на изборите нема да се случат крупни проблеми. Тоа е многу важно за Државната изборна комисија како спроведувач на изборите, но и за владата како одговорна. Има ли битни политички структури, елита, партија која што е против? Против што?
Против брзање да се стигне до локални избори. Против гласање со отисок од прст. Не мислам дека има некој што е против гласањето за отпечаток од прст, само не знам дали сите се еднакво уверени дека ќе стигнеме со сите чекори до тогаш. Затоа мислам дека треба да го тераме овој процес и да направиме некаде во јуни месец некоја проценка дали реално ќе стасаме, а во секој случај да го реализираме овој дел на законски измени, делот на набавка на софтвери и на опрема, делот на подготовка на системот, но мислам дека неопходно е да има пилотирање, за да може да се стави во функција, за да сме сигурни дека на денот на изборите нема да ни се случи 5% или 10% да не можат да го остварат своето гласачко право заради проблеми со системот. Значи, нашата цел е да имаме добар систем на кој што сите ќе му веруваат и никој нема да го оспорува, а за да се случи тоа, треба сите оние кои што гласаат за изборниот закон да се уверени. Дали сте во тек базата на оттисоци која што ќе се користи како референтна за споредување ќе биде локално присутна на компјутери во гласачкото место или ќе треба интернет врска за да се поврзува со некаков клауд некаде или сервер? Мислам дека нема да може со интернет врска секаде, така што ќе мора да биде локално присутна базата. Меѓутоа, за таа база да се пренесе, потребна е посебна процедура и посебен софтвер од МВР, за кој што е потребна набавка, за да можат да го реализираат тоа. Бидејќи вака како што е сега, не можат да направат трансфер на целата граѓанска база, нели има и криминална база и граѓанска база, на граѓанската база до ДИК без законска основа и без процедура за софтвер за такво нешто. Велите јуни е моментот кога веројатно ќе подвлечете линија и ќе проценувате дали е тоа возможно да се стигне до октомври. Секако, значи мислам дека треба да сите политички партии да бидат разумни. Сите имаме иста цел, сите тргаме со добра намера, никој нема намера кај нас веќе некое време да манипулира со изборите, така што целта е да имаме систем во кој што сите ќе имаме доверба. А ако согледаме заеднички дека е тоа неизводливо сега, може секако да се размислува целосно да се набават сите потребни претпоставки и тоа да почне од наредните избори, но подобро е ако успееме за овие 7 месеци да реализираме се и да почне и од овие избори. Ама треба да бидеме објективни и да ги изодиме сите чекори за да дојдеме до денот на гласање и да имаме на денот на гласање систем на отпечатоци на прсти кој што ќе биде функционален и нема никому да го ускрати правото на глас. По настаните со јавна соба иницирани се измени на кривичниот законник, воведувате две нови кривични дела. Во која фаза е сега законот? Последно што видов е дека е во владина процедура. Да. Значи, во Министерството за правда го заврши својот дел од работата, напишани се измените, исконсултирани се со граѓанските организации од повеќе аспекти. Таму има измени поврзани и со зајакнување на заштитата на новинарите од кривични дела како посебна категорија и спроведување на неколку препораки од Европскиот суд за човекови права во Страсбург за измена на кривичниот законник за неколку конкретни случаи кои што државата ги загубила. Така што тој сет на измени е направен, почната е владината процедура со барање мислење од сите релевантни институции и јас очекувам во скоро време во наредниот период да дојде во собрание. Ќе биде неопходна поддршката на опозицијата овде бидејќи овој закон не е двотретински, не. Кривичен законник не е, законот за кривична постапка е. Аха, добро. Значи овде можете теоретски, ако не ви го блокираат законот, и сами да го носите. Не би требало да го блокираат, затоа што има и европско знаме на него, заради тоа што се имплементираат. Добро, сте се обезбедили. Директ, кога има основа, нема зашто да не се обезбедили. Кога има обезбедени. европско знаме, нема блокада. Да. Иако не е тоа целта, само ова сакав да кажам. И имаше и пратеници на ВМРО ДПМН кои што учествуваа на неколку јавни расправи во однос на овие измени. Еве професорката Силјановска бевме заедно на една дебата со граѓански организации. Не гледам причина зашто не би го поддржала. Законот за парнична постапка? Законот за парнична постапка исто така е во една завршна фаза во Министерството за правда. Имавме минатата недела веќе 2 јавни расправи во кои што и Фелата даде поддршка на тоа. Добивме поддршки од адвокатската комора и од Што се главните новини што ги носи овој закон? Мислам дека на многу начини се скратуваат можностите за бескрајни одлагања на рочиштата. Тоа е пред се во интерес на ефикасноста, економичноста на постапката и заштита на интересите на граѓаните. Се отвара можноста за онлайн судења,
значи за или сослушување на сведоци или пак дел од постапката да се одвива онлайн, секако во рамките на со заштита на сите принципи за правата на странката во постапката. Се олеснуваат некои прашања околу доставата, мислам дека само еднаш има право на укинување судот во текот на постапката, така што И на доместоците, мислам дека да, и на доместоците се намалуваат. Мислам дека е навистина добар и да речам современ закон, кој што тој е двотретински. И што ви е проекцијата, кога би стигнал во собрание? Во собрание може да стигне скоро. Јас мислам дека за помалку од еден месец може да стигне во собрание. Таму е, бидејќи е двотретински, јас очекувам дебата и може јавна расправа да направиме во собранието. Очекувам опозицијата да даде свој придонес, бидејќи е двотретински, ако имаат некои забелешки да ги кажат. И на крајот да го донесеме. Би било жалосно ако е закон кој што има поддршка од адвокатската комора, од нотарската комора, од граѓанските судии. Не знам зошто не било. Тоа е дел од Европа дома. Да, тоа е дел од Европа дома, тоа е дел од стратегијата за реформи во правосудството, која што е веќе од 2017 се спроведува и е исто така закон со европско знаме. Мислам дека тоа се крупни проекти кои што треба да е подобрат ефикасноста и квалитетот на судството. Ако е дел од Европа дома, минимум до 31 декември треба да го донесе. Секако. За да го штиклирате видите, тоа. Тоа е дел и според нашата стратегија за реформи во правосудството треба да се донесе оваа година. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам на поканата. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Печатокот дека возилото само сменило позиција е на истиот паркинг е веројатно погрешен, оти е известно дека од затемнетите стакла на премиерската колона се гледа побистро. Па тој уверува дека не само што излегло од него, туку толку многу си има забрзано, што им пркоси и на сообраќајните правила. Ако се движиме со 100 на сат или со 100 км на час, можеме со 150, со 200 км на час. Тоа го заслужуваат нашите граѓани. Граѓаните заслужуваат, но тие редовно се казнуваат за незиното пречекорување. Додека оние кои неколку пати преминуваат преку две полни линии или пролетуваат и покрај црвениот сигнал, не ги фаќаат на радарскиот систем. Можеби затоа што за него токму некој од нив ја има измислено програмата. Не ни текнало така, нас ние седејќи во владата ќе правиме софтвер. Тој кому му текнало сигурно е супер талентиран од и по лажната биографија и непотизмот. Тендерот за македонска навигација, хеликоптерската итна помош. Ова е само уште едно од низата владени патенти кои дополнително го збогатуваат незиното портфолио. Иако тоа софтверче е непотребно за нашата полиција, иноваторот заслужува да му се отворат некои други канали за пласман. Вртев дори и по тајните служби, имаме пријатели кои што биле дипломати, еве сега се шефови на МИ-6 или слично, да помогнат. Освен никому потребниот софтвер на понуда се и бројни планови и агенди. Нивната хиперпродукција е толку голема, што да се мери во економски параметри, веројатно би предизвикала инфлаторна спирала. Ова денеска е планот 369, што отвара перспективи на Република Македонија. Планот 18 ќе продолжи да се фокусира на тие основни столба во кои што се фокусираше и планот 369. Почитувани, добар ден и добре дојдовте на пресконференцијата на председателот на владата Зоран Заев, на која ќе биде представена акцијата 21. На денешната седница на владата го усвоивме документот Агенда Европа дома. Пазарот тешко ја издржува таа нерамнотежа меѓу понудата на планови и побарувачката од акција. Исто како и состојбата со вакцините. Оти не е доволно да се трнат настрана до некаде прифатливите објаснувања за кинеските. Кога ниту со американската не е сосема јасно ни кога бил потпишан договор, ниту кога ке стаса. Успеавме да постигнеме договор за директно склучување на
договор со компанијата Pfizer, со што овие вакцини во февруари месец ќе дојдат во нашата земја. Тоа што јас го знам од Министерство за здравство, а веројатно и веќе потврдено, значи Pfizer договорот е подпишан, стигна дури таймтейблот, или schedule, до крајот на март, односно они го кажуваат крајот на првиот квартал, 21.000, веќе од април-мај почнуваат да стигаат поголемите количини. И на крајот, кому само од сето ова не му е преку глава. Малкумина во овој момент во држава се подготвени, има толку дебела кожа да тоа може да го издржат. Талат Џафери во тој дел е апсолутен шампион. Секој шампион мора да има дебела кожа. Тоа му доаѓа како хардвер. Но за да стане апсолутен шампион, сепак, неопходно е да поседува и добар софтвер. Толку за вечерва, се гледаме повторно в понеделник од 22. Пријатно.